Амбасадоре, добар ден. Денес кога македонската држава слави 30 години од своето постоење, можеме ли да кажеме што направи Македонија, а денес Република Северна Македонија во изминативе 3 децении, што треба да се направи? Не направивме се што треба, меѓутоа направивме многу. Прво, создадовме самостојна независна држава Република Македонија, која денес се вика Северна Македонија. Направивме свој парламент, своја влада, своји министерства, своја армија, своја полиција, своја народна банка, своја валута, направивме свој државен завод за патенти кој ги штити интелектуалните имоти на граѓаните на Република Македонија, а Народната банка нели води сметка за финансискиот имот. Направивме министерства, направивме Министерство за внатрешни работи, формиравме наши представништва во странски земји, во околу 50 земји имаме наши амбасади. Толку земји исто така има своји амбасади во Северна Македонија. На еден начин се оформивме како држава без разлика на голем број пречки кои што стоја на тој пат и размислувањата на многу од скептиците дека таа држава нема да издржи брзо и дека таа брзо ќе дојде до заклучок дека не може сама и дека ќе бара прибежиште да се приклони кон некоја друга држава. Докажавме дека и покрај сите тешкоти обстанавме и постоиме ве 30 години и може да кажеме дека поминавме еден тежок период, преод од еден систем политички во друг систем, од еден економски систем во друг економски систем. Сето тоа не беше едноставно, меѓутоа, затоа пак постанавме членка на НАТО, ги обезбедивме нашите надворешни граници, со голем број договори внатрешни и надворешни обезбедивме мирен развој на тамошен на земјата. Со еден збор, иако можеше да се направи многу повеќе, треба да бидеме задоволни од ова што го направивме за 30 години. Сепак велите не направивме се, на што точно мислите? Не станавме членка на ЕУ, иако се надевавме првите прогнози на првите проценители од Европска унија испратени во бившите земји на Социјалистичка федеративна република Југославија, заклучија дека само Словенија и Македонија ги исполнуваат сите услови во однос на почитување на граѓанските права, малцинските права, базата на која се е формирана општеството. Сепак Словенија одамна е членка на Европска унија, а Македонија се уште на пред вратата и не ги почнала преговорите. Значи тоа не успеавме да ги почнеме преговорите со ЕУ, што значи дека не успеавме да ги затвориме сите прашања отворени, не по наша вина, ама тоа веќе не е прашање дали по чија вина. Сите прашања што ги имаме отворени со соседите не успеавме да ги затвориме, а тие се еден услов за отпочнување преговори со Европската унија и влез во Европската унија. Се разбира дека можеше да играме поинаку тука. Не успеавме да го надминеме прагот на економскиот раст од над 6-7 до 10%, ако сакаме да станеме барем да стасаме до просекот што го имаат земјите членки на Европска унија. Значи економски можеше и подобро да се развиваме. Не успеавме правниот систем да го воспоставиме како што треба, се уште е висока стапката на корупција. Се уште споровите судски траат многу долго, баш квалитетна приватизација да направиме, што значи дека на тој дел киксиравме. Не значи дека сме единствени, меѓутоа тоа е нешто што не успеавме да го направиме и на тоа што треба да се работи многу. Исто така не успеавме да развиеме добра инфраструктура, особено дома и со соседите, така што се уште немаме, например, автопат со некои соседите, се уште немаме железничка врска, па дури немаме ни авио сообраќај со сите соседи. Тоа се прашања на кои што треба и понатаму да се работи.
И за крај, кои ќе бидат предизвиците за македонската држава во периодот кој што следува? Останува се уште нерешеното прашање со Република Бугарија. Па остануваат за довршување на некои од договорите што се подпишани се договорите, например Република Грција не прави веќе пречки за нашето членство, точно на преговорите, меѓутоа се уште некои работи не се завршени и од едната и од другата страна, не се исполнети договорите, тие и не треба да има време за нивно исполнување и се постојан предизвик и натаму. Со Бугарија веќе донесовме декларација од која што нема отстапување, сега сме најасно што се однесува и тие има декларација, ние декларација. Од една страна добро е да се знае кој на што е, од друга страна тоа создава на некој начин пречки за натамошни преговори. Ама тоа е еден од предизвиците што ќе биде голем предизвик, треба да го надминеме и него за да ги отпочнеме преговорите и да го исполниме, и тој услов, па кога ќе влеземе во ЕУ, тоа може да биде и многу брзо, може да биде многу далечно, зависи од потребите политичко, социјални и геостратешки што ќе се развијат понатаму самата Европа, па и кај нас. Начинот на кој го правиме очигледно не дава резултати и тука треба да поработиме ако ме прашате како да се постигнат тие работи. Прво, домашно единство, постигнување во политичка и стратешка смисла на целото општество. Дома се уште не ни се следи на работите, иако на очиглед, ако некој гледа од надвор, заеднички се целите на сите политички партии, влез во НАТО, кој што веќе завршена, влез во Европска Унија и така натаму, со работка со Европа и со соседите, меѓутоа за патиштата како да се направи тоа, се уште немаме заедничка стратегија. Значи треба да се поработи на едно заедничко дефинирање на потребите на граѓаните на Северна Македонија од сите политички чинители, релевантни па и нерелевантни во Република Македонија, и на база на тие потреби и уверувањата што ги имаме да одбереме правилни постапки како ќе одиме понатаму, зашто гледаме барем за овие 30 години да ги цениме како еден период во кој што беше и време за учење, да ги оцениме нашите грешки и да не ги повторуваме натаму. Значи, за одредени прашања, политичките партии не треба да гледаат тесно градо само на своите политички интереси, ами на заедничкиот интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. И оттаму, по дефинирањето на заедничките потреби, заедничките верувања, во тие прашања геостратешки секогаш да делуваат заедно. Ако е потребно и формирање заедничка влада се до реализирање на тие прашања. Влез во Европска Унија, односно почнување на преговори и влез во Европска Унија. Амбасадоре, благодарам за разговорот за Гласот на Америка.